Започнува уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Добре дојдовте. Општина Битола започна да го чествува 4 ноември, денот на ослободувањето на градот. По тој повод, синоќа на сцената на Народниот театар во Битола се одржа целовечерен концерт во организација на Сдруженијето Непокори Савевски продукција. Во продолжение погледнете каква беше атмосферата на синоќешниот концерт насловен за Битола со љубов. Започнува чествувањето на 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола. По тој повод вечерва на сцената во Народниот театар во Битола ќе се одржи концерт насловен за љубов со Битола. Организатори на овој концерт се Сдруженијето Непокори и Савевски продукција. Добро вечер, еве се наоѓаме пред почетокот на концертот кој што вечерва ќе се одржи тука во Битола, како што кажав, по еден голем повод. Што е она што ќе имаат можност да го слушнат сите присутни тука во оваа сала? Прво добро вечер и да им честитаме и да си честитаме ние битолчаните. Денот на ослободувањето на Битола, 4 ноември, 72 години слободна Битола, 72 години светлина и убавина во Битола. Ова година ние ќе се представиме на овие чествувања по повод 4 ноември, ослободувањето на Битола, со концерт кој ќе биде од комбиниран тип на концерти, до сега не виден во Битола. Ќе настапат врвни инструменталисти, како младиот Димитар Митровски, освојувач на разни медали од меѓународни надпревари, Мишел Трајковски, кој ни доаѓа специјално од Скопје, освојувач на првата награда на Зајди талент, и маестро Кирил Стојчевски, уметничкиот директор и раководител на оваа манифестација. А од вокалните солистки од Битола ни се Марија Мицевска и Андријана Думевска, додека од Скопје, од Националната установа Танец, ќе не почести и не удостои со нејзиното присуство и со нејзиниот златен глас Мартина Костова. И навистина ретка прилика да се слушнат и преубави македонски ора и преубави македонски песни. Така, морам да признам дека навистина имаме убав почеток на празнувањето на 4 ноември, големиот празник, денот на ослободувањето на Битола. Ке ви посакам убава вечер, убав концерт, а се разбира дека нашите гледачи ќе имаат можност да го проследат. Ви благодарам. И вам благодарам и голема поздрав и благодарност до ХДТВ Мега што секогаш не следите на секаде во секој наш чекор. Нека ни е честит празникот 4 ноември. После концертот Хармониките, кој што во летниот период се одржа во Битолската магаза, победникот на Зајди талент Мишел Трајковски го имаме повторно во Битола на концертот по повод ослободувањето на Битола 4 ноември. Добро вечер, Мишел, и до тебе пред се. Добре дојде во Битола, како се чувствуваш? Добро вечер, добре ве најдов. Се чувствувам одлично, баш ми е драго што по втор пат, знаете, за волку кратко време сум ваш гостин и се надевам дека одлично ќе си поминеме вечерва. Така, ја имаш таа чест и ти да бидеш дел од вечерашниот концерт, а со што ќе се представиш вечерва пред сите присутни? Значи, вечерта ќе отворам со сплет од две песни, тоа е Зајди и Фили зо моме, потоа ќе продолжиме со едно мое лично авторско од новото CD Глас од давнина и едно оро од маестро Милан Завков Цацино Саса. Така, со оглед на тоа што, како што кажавме, пред неколку месеци настапуваше пред битолската публика, многуми на битолската публика ја оценуваат како специфична за тебе. Какво е чувството да се настапува токму пред битолската публика? Кој е твојот коментар на тоа? Така, за мене голем предизвик е да се настапи токму во овој град, бидејќи овој град е препознатлив по тоа што има премногу музичари, професионалци, врвни музичари и публиката точно знае да оцени што е добро. Така. И на самиот крај, на што работиш по моментов и што можеме да очекуваме од твоја страна во блиска иднина? Моментално работам на спот за Тарантино Джез. Тоа е една композиција од мојот нов албум. И веќе работам на нов проект кој се надевам дека за една година од сега ќе можете да го чуете. Така, ти благодарам премногу, ти посакувам многу успехи во иднина. Благодарам и на вас.
По повод прославата на 4 ноември, денот на ослободувањето на градот, вечерва концерт ќе одржи пензионерската пејачка група Сирма Војвода, а Центарот за боречки спортови Пелистер ќе промовира публикација на тема 40 години боречки спортови Пелистер Битола. Според постановената традиција, а во чест на празникот на градот ќе бидат организирани ликовна изложба на Друштвото на ликовни уметници, ноќна атлетска трка по широк сокак, театарска представа приказни од нашите предци, а на денот на празникот градоначалникот Владимир Талески ќе приреди прием за представници на битолската боречка организација, како и на гости од збратимените градови. Празничната програма ќе биде завршена на денот на празникот со свечено доделување на наградата 4 ноември и сценско-музички перформанс Битолскарија, во кој ќе настапат Игор Дурловски, Јана Четелиепа Белевска и актери од Битолскиот театар. По 3 дена и 12 модни ревии, синоќ ја заврши есенското издание на модниот викенд Скопје. Во рамките на овогодинешното издание, кое се одржа под мотото "Талентот е новото секси", публиката имаше можност да ги види креациите на дизајнерката Јована Филиповик и незината колекција The Great Beauty. Новата колекција црпи инспирација од италијанското кинематографско достигнување Le Grand Beleza на Паоло Сорентино, приказна која поттикнува размислување за општеството во кое живееме, стремежите, потребите и заедничките вредности кои се резултат на модерното живеење. Колекцијата е кохезија на модерните, хедонистички и декадентни трендови, испреплетени со носталгија по времето на вистинската убавина и гламур. Едноставно, пораката на колекцијата е во тренд, но со вистинска доза на безвременост, порачува Филиповик.
приказната, почна уште како првиот момент, првиот пат кога го изгледа филмот, бе фасцинирана од тоа како Сорентини го опишува 21 век, како го опишува уметноста, начинот на живење. Така да некако ми треба веројатно 2 години тоа убаво да го склопам во колекција. Кои дами може да се пронајдат? Па мислам дека први треба да се самоуверени за да можат така голо да излезат надвор. Овој пат повеќе бев инспирирана од тоа што се носи надвор. Нели, за прв пат се појавуваат повеќе голе манекинки, што не е многу својствено за мене, меѓутоа морам да напоменам дека тоа ми е дел од инспирацијата, не планирам наредните толку да се голе. Да. Тука, почитувани, го завршувам и ова издание на емисијата Магазин. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, а со нови информации гледајте не повторно утре на истото место во истото време. Довидување.